И годинава продолжи археолошките истражувања на античката населба Колобајсе лоцирана на просторот околу сегашниот манастир Трескавец. Сознанијата укажуваат на тоа дека на надморска височина помеѓу 1250 и 1400 метри екзистирала на вистина импозантна населба од првиот до 7 век од нашата ера, развивајќи се во две фази. Станува збор за еден просторна населба, наспроти сите до сегашни тврдења дека целата населба во сушност била редуцирана само на храмовите наполни на Артемида, станува збор за една многу сериозно структурирана населба според сите римски стандарди. И она што е од особено значење, што е надвор од сите до сегашни знаења, но и оние класични познавања, имаме многу сериозни градбени интервенции во духот на римската класична архитектура, особено повторувам што се работи за простор кој што бара исклучителен ангажман за изградба на вакви репрезентативни градби. Во првата фаза централно место заземале храмовите посветени на боговите Аполон и Артемида. Локацијата на тие два храма се уште не ни е позната каде. За едниот храм имаме сериозни индиции, а за другиот се претпоставува дека е на едно од платоата. Во втората фаза пак на развој се изградени 3 дефанзивни кули, позиционирани на најстакнатите позиции на Карпите, како и форум со рано христијанска базилика на местото од сегашниот манастир, каде врз остатоците на тој форум е изграден сегашниот манастир во средината на 12-тиот век. Оваа населба се поврзува и со целиот комплекс Маркови кули. Колобајса, предпоставената керамија на Маркови кули и Баба. Значи имаме 3 населби различни по своја функција, истовремено екзистираат и меѓусебно комуникацијски поврзани и функционално расчленети. Да не зборувам за понатамошната нивна историја. Значи имаме еден исклучителен простор кој што за жал се уште не е соодветно валоризиран од пошироката општествена заедница, иако може би ако некоја валоризација станува збор, имаме 7 споменици на културата на еден релативно мал простор, ако е тоа некаква почетна индиција за значењето на овој простор за поширокиот балкански контекст зборувам. За поголема туристичка презентација се очекува во иднина конзервација и обнова на целиот овој простор. Археологијата би била бесмислена доколку незините придобивки не ги искористиме во денешно време да ја валоризираме целата приказна околу градот Колобајса, околу предхристијанскиот период и сите тие пагански божества и да го ставиме во една туристичка вредност, да се возобнови можеби во иднина целата таа влезна партија во градот и посетителите на Трескавец всушност влегувајќи кон манастирот да имаат една прошетка низ времето, така што влегуваат во еден антички град, од античкиот град влегуваат во христијанството и влегуваат во манастирот. Доколку се реализираат овие идеи, целиот простор ќе биде организиран како едно мистично патување низ времето, преку раскажување на милениумската приказна на ова место.